Административни работници, магационери, машински инженери, лимари, бравари. 60 на фирми и компании денес им нудеа вработување за различни професии на посетителите на 8-миот саем за вработување во Тетово. На истиот учествуваа компании од разновидни сектори како производство, банкарски услуги и осигурителни компании, кои во склоп на овој настан се представија и со своји излагања и презентации. Тоа што сакам да го истакнам по повод овој настан е на младите луѓе да им посочам, значи да покажат го поголем интерес кон изучување на јазици, бидејќи што повеќе јазици знаат, толку поконкурентни се во пазарот на трудот, не само во Македонија, туку и надвор. Нашите, значи, побарувања во моментот се претежно работоспособни луѓе кои што знаат занаети од сите можни занаети, но не се исклучени и луѓе со високи квалификации. Ауто Мекларен, фирмата се занимава со технички преглед на моторни возила. Исто така имаме и други дејности, автошкола, хомологација, калибрирање на аналогни и дигитални тахографи, издавање на ЦЕМ дозволи. Во поглед на кадарот сме малку ограничени, бидејќи ни треба кадар со работно искуство, ни треба машински инженери со по 3 години работно искуство, сообраќајни инженери. Таков профил на лица ни треба. И Картел е фирма што постои од 92 година, што занимава со челични конструкции, браварија, лимарија. И на овој саем, значи целта на овој саем ние да ви понудиме на граѓаните, значи работни места, што ни е најпотребно, машински инженери, ни се најпотребни, бравари, вариоци, лимари. Саемот беше одлична прилика тетовци да ја пронајдат својата работна позиција, која ќе го збогати нивното работно искуство и кариера, без разлика дали се работи за моментално невработени лица или за веќе вработени лица кои се во потрага по подобро работно место од сегашното. На саемот беа присутни министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски, раководителот на Центарот за вработување Тетово Томислав Трифуновски и директорот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Мендерес Кучи. Една нова активност на Агенцијата за вработување на Република Македонија, која што е во насока на поттикнување на невработените лица активно да бараат работа, меѓутоа и олеснување на контактот на невработените лица со приватните компании, односно со компаниите кои што имаат слободни отворени работни места, кои што бараат квалификувани работници со цел полесно да стапат во контакт со нив, да ги остават своите CV-ја, да се информираат за работните места кои што ги нудат приватните компании, кои што се на располагање, за кои што и во моментот имаат отворени огласи, со единствена цел побрзо и полесно да стигнат до работа. Од друга страна пак преку овие саеми за вработување истите представуваат и одлична можност да се информираат приватните компании за активните мерки и политики кои што ги реализираме со Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, кои што се дел од годишните оперативни планови за активни мерки за вработување. Би сакал да најавам дека на почетокот на месец
февруари ќе започне со реализација и новиот оперативен план за активни мерки за вработување за 2015 година, кој што ќе нуди навистина големи можности за невработените лица побрзо и полесно да стигнат до работа, меѓутоа и значително субвенционирање на приватните компании во насока на обезбедување на финансиски средства и стимулации за да отворат нови работни места. Се отворија перспективите на младите да бараат работа, како да бараат работа, односно ги видува условите што ги нудат компаниите за вработување. Јас се надевам дека и овој сајм во Тетово денеска ќе предизвика да многу млади луѓе се отворат да бараат работа, не само младите, туку и оние што изгубиле желба за барање на работа, ќе почне да бараат работа, бидејќи има доста компании кои што бараат соодветни луѓе со соодветни спецификации и вештини, кои што не може ги најдеме во агенцијата за вработување, односно или не се искажани од страна на невработените лица. Јас се надам дека денеска доста такви лица ќе најдат работно место, бидејќи поседуваат посебни вештини и знаења. Во еден повик до сите млади луѓе при избор на образовен профил, значи за средно или за високо, да погледат што се бара од работодавачите последните неколку години. Значи ние во агенцијата и заедно во Завод за статистика ги стакнуваме сите побарани вештини последните 10 години, така да секој може да види со која вештина и со образовен профил може најбрзо да се вработи како и било работодавач. Самото присуство на компаниите и на заинтересираните страни покажува колку и било неопходно на нашиот пазар еден ваков вид на саем на вработени, односно на работодавачи, кои што воедно ќе дадат и позитивни, односно потребни сигнали и до релевантните учесници во целиот економски живот во земјава, вклучувајќи го тука и бизнис секторот, но и владата. Јас мислам дека ова ќе биде една потврда на она што бизнис заедницата го упатува кон владата, каде што имаме од една страна барање на одредени кадрови кои што ги немаме и од друга страна некој поголем број на потенцијални невработени луѓе кои бараат вработување, кои не се соодветни на потребите на бизнисот. Така да мислам дека од овие настани ќе извлечеме една позитивна поука. Инаку со саемот за вработување во Тетово и официјално заврши караванот на саеми за вработување во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија.